Благодарам, почитувана председател на комисијата, почитувана јавност, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Продолжуваме, како што кажа и председателката на комисијата, 13-та седница поред, се да утврдиме судеи во Уставниот суд. Уставниот суд е највисока судска инстанца која што има Република Македонија и одлуките донесени од страна на Уставниот суд и по теорија и по пракса, по правило, не би требало да се коментираат ниту од политиката, ниту од фелата, ниту од јавноста, бидејќи тоа е така некоја пракса во нормалните држави, нормалните општества. Во Уставниот суд и Уставот предвидел дека или се надевал дека нема да дојде состојба како сега во Македонија и нема да дојде политичка номенклатура како сега во Македонија, каде што сите граници на дното ќе ги премине и каде што покрај тоа што на дневна основа се игра мајтап со повеќе фели, сега се игра мајтап и со највисокиот суд, односно луѓето кои што се предложуваат таму се тотално најголемиот дел од нив политички, голем дел се без соодветно образование, без искуство, но претпоставувам дека се добри послушници на врхушката на СДСМ и на ДУИ и со задоволување на нечии лични желби, на нечии идни лични стравови, ние како општество се доведуваме до ситуација да највисоката судска инстанца до тој степен ја испоганиме, ја девалвираме, со тоа што претпоставувам дека после оваа расправа и тие 8% ќе бидат недостижни за целото правосудство. И ако некој кој што следи политика, следи собрание и не може да влие директно овдека, во салава, ние како пратеници од опозицијата остро протестираме нова партизација на судството, на Уставниот суд и мислам дека тоа ниту му носи добро на денешното општество, а уште помалку носи добро на оние кои што имаат по 18, по 20 и по 25 години и кои што кога ќе погледнат што се случува во Република Македонија и какви кадри се поставуваат за уставни суди, едноставно заминуваат од тука со констатацијата дека работите тешко би се поправили. Никој нема два животи, да еден го потроши на вас од владата, а другиот да го живее во една нормална држава. Почитувани колеги од СДСМ, се она кое што го прокламиравте, за кое што се боревте години и години во опозиција, се направивте обратно. Се, во секој сектор, а највеќе во судството. Прво на судството му беше редот на абдицираниот премиерот Струмица да го реформира, го изреформира така што си ги реши неговите обвиненија кои што му беа и го остави на произвол, при тоа без да одговара, без никаква одговорност и без никаква желба за работите да одат понапред, а денес кога сте на заоѓање од власт и кога треба да бидете опозиција, не ви е проблем било кое дно да го проширите, да идете уште подолу, затоа што ке голем дел од вас стравот и тоа како е навлезен во коските и во постапките кои што ги правите. Сакам да известам и јавноста и сите вас колеги дека не се согласувам со начинот на избор на уставни судии и сметам дека овој начин на избор час поскоро мора да биде сменет. Сметам дека ако сакаме да направиме нормално судство, непартизирано судство, тогаш треба судиите да ги бираме со двотретинско мнозинство. Ако е двотретинско мнозинство, тогаш ќе има разговори помеѓу сите пратеници, нема да може да имаме кадри како Тања Васиќ Бозаджиева, нема да мора секоја година да одиме под дното и можеби ќе направиме нешто добро како пратенички состав. И вие кои што
колеги од СДСМ и ДУИ ова го гледате и молчите од срам и молчите затоа што знаете дека нема аргумент со кој што ќе побиете било што. Ајде да одиме на двотретинска поддршка за избор на било кој уставен судија. Така ќе покажеме демократски капацитет и така ќе ги намалиме и драстично ќе ги намалиме негативните коментари кои што доаѓаат од страна на јавноста, ама вас јавноста бидејќи не ви интересира, вие бегате од јавноста и за избори, бегате од јавноста и за референдум, и остану имате уплав од јавноста, но јас ве охрабрувам, нема да се гледате директно со граѓаните, тука во собранието ќе го смениме законот и ќе избираме уставни судии со двотретинско мнозинство. Пред да продолжам, би сакал да се осврнам на неколку изјави на господјата председател на Уставниот суд Кацарска, која што кажа дека ние практично овдека сме како некоја детска градинка, не знам точно како се изрази, дека државата не била играчка и дека требало да има час поскоро суди во Уставниот суд. Сакам јавно да ви кажам дека поголема детска играчка од тоа што таа е поставена како судија на Уставниот суд, има само една поголема детска играчка, а тоа што ја направија председател на Уставниот суд. Само што ја избра политички Кацарска како уставен судија. Не знам кога имаше време за месец-два да се запознае со Уставниот суд, со неговата работа. Не знам кога имаше време да ги одушеви сите колеги таму во Уставниот суд и истата да стане председател на Уставниот суд. Тоа е срам за државата. Затоа што после 27 април и сите оние настани кои што не смеат да се повторат во Република Македонија, ставањето на Кацарска во Уставниот суд и перверзијата правење на председател од незе во Уставниот суд е пуштање на јаболко низ раздорот во општеството и тоа немалку му користи на онаа теза која што зборувате едно општество за сите, помалку поларизирано да биде, едноставно со ваквите решенија и тоа како го поларизирате општеството. Но вас тоа не ви интересира, вас ви интересира како да ги задоволите хипотеките на абдицираниот премиер од Струмица, неговите ветувања да ги реализирате, ќе молчите вака овдека со денови, ќе не слушате, потоа ќе си гласате и ќе мислите дека живеете во нормална демократска држава. Ама граѓаните можете да ги лажете некое време, не можете цело време, пробиени сте и затоа имате уплав, страв да се соочите со нив во било кој поглед. Како политиката се справува со правосудството? Јас ова го зборував пред повеќе од 1,5 година во истава оваа сала, но тогаш во Комисијата за буџет и финансирање. И тогаш се шушкаше во јавноста дека Вилма Русковска отварала некои предмети кои што не му се допаѓале на врховниот, сега абдициран премиер во Струмица. Истиот тој и го намали буџетот на Вилма во организиран криминал за цели 32%. Тогаш прашував дали ова намалување е случајно или можеби господјата отвара предмети кои што не му се допаѓаат на вашиот врховен лидер. Сите молчевте, исто како и сега, немавте образложение зошто во држава која што главен проблем е корупцијата, а пред се она висока корупција и организиран криминал се намалуваат буџет од 30 и кусур проценти, да не може да се вработат луѓе, да не може да функционира нормално, да и се врзуваат рацете на господјата обвинител, вие молчевте и велевте дека тоа е демократија. Па еве демократијата колку била, после година дена, што се случи, бидејќи таа кавга кај вас таму трае повеќе од година дена, и мене не би ме интересирало да од тоа трпи штета СДСМ или коалиционите партнери. Проблемот е тоа што трпи штета Македонија, македонското општество и сите ние кои што живееме во неси. Се колнете во западни вредности, фиктивно, за да има нешто да кажете, но во пракса го доведовте судството на најниски гранки. На најниски гранки.
Ниту еден од вас, колеги, немаше демократски капацитет, како што знаете, други изјави да ги толкувате, да ги истолкувате изјавите за тоа кој ни соопшти дека имаме 8% доверба во судството, која амбасадорка тоа ни го соопшти. И јас сум гледал овој филм, почитувани колеги, поодамна, кога други пратеници не сакаа да видат што меѓународните партнери и стратешки партнери на оваа држава мислат за оние кои што ги поддржувате и оние кои што ја продолживаат власта, а тие ја продолживаат власта на грбот на вашето молчење во Собраниево на Република Македонија. Парламент, колеги од СДСМ и од ДУИ, не е молчење. Парламент, денеска беше италијанскиот председател, парламент е парлале, зборење, зборување, разменување на аргументи, а вие молчите и со вашето молчење оние во владата продолживаат се и се што, а вие ќе останете со срамот и ќе си го носите и понатаму. Судството имате покрај ова, имате вака еден сеопфатен пристап на уништување на судскиот систем во Република Македонија. Не е само ова со Уставниот суд. Второто што го зборував беше обвинителството за организиран криминал и висока корупција. Третиот дел на партизација на судството се наоѓа во Академијата за судии и јавни обвинители. Значи така, кога влегувате нешто да уништите, идете вака сеопфатно, паралелно од секаде, од млади, надежни, можни судии, па се до Уставен суд. Преходниот закон кој што беше донесен за Академијата за судии и јавни обвинители, 91% беа објективни критериуми, тестови, знаење, интегритет и така натаму, а само 8,5-9% беа субјективни човечки фактор, бидејќи тие минимални 8% не можеше да се избегнат во законот. Во законското решение кое што е паралелно предложено во Собранието, вие предлагате 50% да биде човечки фактор во одлучување кој ќе биде во иднина судија и јавен обвинител и 50% да биде објективен фактор, а тоа е знаење и интегритет. И затоа тој закон е блокиран е таму каде што е во Собраниево, бидејќи преплашено се носат закони со цел идно спасување на сегашните функционери и полиси мејкери во врвот на СДСМ и на ДУИ. И ако мислите дека тоа никој не го гледа и никој не го слуша, и ако мислите дека тоа не се чувствува помеѓу граѓаните, многу се лажете. Вие се лажете многу овдека, а тие што ви седат на бихачка, праќаат соопштенија небулозни секој ден до јавноста, тие ги знаат анкетите, знаат што следи, знаат дека иде Дунав, и тие се тие кои што на влада предлагаат разни закони, со кои што, нели, како беше Надежда последна умира, утре преку судството и обвинителството ќе имаат причина и ќе имаат нешто со кое што можеби ќе се пазарат. Одма да ги разочарам, нема со никого за ништо да се пазарат. Тука зборуваме со месеци за тоа дали, како беше Васич Бозаджиева, од министерство во министерство, државен советник, никогаш не била судија, никогаш не била обвинител, никогаш не била стручен соработник во суд или во обвинителство, никогаш не била професор на факултет, с краја да е член на академија, но дека вие се трудите такви да ги ставате во Уставниот суд и со тоа да замајувате јавноста дека некој нешто ве кочи, ние во држава имаме такви криминали за кои што исто така не сакате да зборувате. Не сакате да зборувате дека вие сте власт која што електростопанството на Македонија го наследи со 24 милиони евра суфицит,
а истото сега има 50 милиони евра дефицит. Не сакате да зборувате дека законот за МЕПСО, кој што е поминат во ова собрание, така направен да МЕПСО никогаш не може да биде во минус, бидејќи нема трошкови, има само приливи, и тој е 6 милиона евра во була, и за тоа не сакате да зборувате, затоа што мислите дека крадењето на вашите функционери дека ќе ви донесе нешто повеќе или во иднина некакви повластици. Денес имаме кратка биографија за Бранко Секуловски. Тој доаѓа од Општински суд Гостивар. Го положил правосудниот испит во 1976 година и потоа преминал веднаш да биде 76-та општински, да биде стручен соработник во Општинскиот суд во Гостивар. Од јули 76-та до крајот 77 година бил на отслужување на воен рок, а потоа повторно се враќа во Основниот суд во Гостивар. Човекот во август 2014 година е part-time професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, на катедрата по казнено право, по кривично право. Во 2 мандати бил член на управниот одбор на Сдруженијето на судии на Република Македонија, што има вака едно пристојно CV, затоа што доаѓа од фелата, од судската фела, каде што практично со 1 година пауза од 1976 до ден денеска работи во судот. Човекот навел дека живењето и работењето со други луѓе во мултикултурни средини и комуникацијата дека е многу важна, и тоа го смета како свој бенефит, затоа што само преку тимска работа може да се напредува, и тоа е добро, и смета дека е особено горд на она што предава на факултетот, на катедрата за казнено право. И ова CV, доколку го видиме, доколку го простудираме, ќе видиме дека, за разлика од она друго CV, кое што го имаше, онаа која што помина, и јас апелирам да донесеме одлука со која што ќе го поништиме незиното, условно кажано, поминување на оваа комисија. И сега имате човек кој што завршил факултет, положил правосуден испит и во 76 година се вработува во суд. Во меѓувреме се дообразува, иде на факултет да предава и паралелно работи во судот. А вие и тој нема да го изгласате, мене ми е јасно, затоа што претпоставувам дека не е од членовите на СДСМ. Ама вас ви интересира кадар кој што работел во Министерство за финансии, јавни набавки работел, терал реформа во јавната администрација, потишол да работи во Закон за катастар, па Државен завод за ревизија се вратил, потишол во Министерство за здравство да работи, па се вратил повторно во Министерство за правда, и сега тој кадар треба да биде уставен судија, у живот не влегла во суд, доктор на науки не, работела на тема јавна администрација и таа помина, а сега пред 5 минути господинот Витларов, што цел живот го поминал во судството во Штип, меѓународен експерт на ОПСЕ и други меѓународни организации, тој не треба да помине, бидејќи се она што зборувавте, ви кажав и претходно, обратно направивте кога дојдовте на власт, бидејќи тој не би можел да ви биде вас послушник. Од тој послушник нема да биде, бидејќи е човек со интегритет, а луѓе со интегритет вас не ви се потребни. Бранко Секуловски, по CV-то, претпоставувам дека и тој нема да може да помине, затоа што не работел во министерство, туку работел во суд и едноставно имале помалку комуникации и допири со него, и сметам дека тоа не смее да биде така, но
пак ќе кажам, се залагам да се смени законот и уставни суди да се бираат со 2/3 мнозинство. Бидејќи демократски капацитет во овие 30 години не направивме, подобра држава не направивме, помалку партизирана држава не направивме, редно е овдека во собранието да направиме систем кој што утре и следната власт ќе ја штити од самозајубеноста која што имате вие во моментот. И ако го прифатите тоа, да имаме промена на законот да биде 2/3, утре, тоа е следната година, кога вие ќе бидете во опозиција, ќе биде за вас многу подобро, затоа што активно ќе учествувате за доброто на државата. Сега ние не можеме активно да учествуваме за доброто на државата, бидејќи ви даваме професори од факултет, луѓе по 30 години што се суди и ги одбивате, а Тања Бозаџиева без соодветно образование поминува да биде уставен судија. И затоа не калкулирам со тоа утре кој ќе биде власт, калкулирам со правење на систем, бидејќи ѓаволот одамна ја однесе шегата во Република Македонија. И не знам што е толку многу итно да се разговара за уставни судии денес, Кацарска ќе диктира работа на ова собрание. Таа ќе ни кажува кога треба да донесеме уставни судии. И како тоа опозицијата е виновна зашто немало уставни судии. А овие боза кандидати што ни ги праќате овдека, опозицијата ли е виновна? Треба да молчиме, треба да ставиме превес на очи, да не гледаме какви CV-ја поминуваат и стануваат уставни судии со 9 годишен мандат. Што треба да правиме? Нема дно што не го пробивте. И за тоа нема да разговараме, за тоа ќе разговараме, се извинувам, ама нема да разговараме што 35,7% имаме инфлација на прехранбени производи и безалкохолни пијалоци. 35%, бидејќи најголем дел, тоа не важи за врхушката на СДСМ, за нас обичните граѓани, најголем дел од платата да трошиме на плаќање на сметки за комунали и за исхрана. За 40% имаме помала плата, тоа не го интересира собранието, ама Уставниот суд, тоа било многу важно. Многу било важно и од суштинско значење за животот на граѓаните и развојот на државата, да Татјана Васич Бозаџиева стане уставен судија и Јовески да му се одолжити. А на Јовески пустиот му се брза. А знаете ли зошто му се брза? 5,5 години се што побаравте од него сработи, таман мислеше ќе се ослободи малце од политичкиве стеги, ете сега мораше и Вилма да брка за пустиот да остане на овој список и да стане уставен судија. И тоа е вистината за која што треба да разговараме, ако разговараме за Уставниот суд. А мене повеќе ме интересира зошто не разговараме за инфлацијата. Како пратеник лично, со поддршка на целата пратеничка група на опозицијата, побарав пред 5 месеци да разговараме за да имаме јавна расправа за цената на електрична енергија на приватниот сектор. До ден денеска не организиравте таа јавна расправа. Ама до ден денеска 15 комисии за Бозаџиева да ја ставиме во Уставен суд можевме да организираме. Јас не земам плата овдека од граѓаните на оваа држава Тања Бозаџиева. Јас земам плата да имаат аир луѓето нешто од собраниево. Јас знам, нели ви е срам кога дома ќе си легнете и ќе добро што еве пола мандат ми помина. Кој добар закон ја го донесов објективно, без да ми каже Заев, без да ми каже Ковачевски, без да ми каже Кочо Андјушев или Битики. Што ние овдека како собрание исполнуваме од тоа што го ветуваме пред граѓаните? Ние како опозиција исполнуваме, бараме и на крајот секогаш 64 е повеќе од 44. Не знам, нели имате вака срам кога шетате низ улиците од каде што доаѓате? Барам јавна расправа, да, важи ки има јавна расправа. 5 месеци помина, не ви интересира стопанството. И многу
Ке сакам вака и пред медиумите да почнете еден по еден да ве прашуваат, да се извинувате. Вчера излезе извештајот од Државниот завод за ревизија, во кој што државата ви кажува дека не 1,4 милиарди сте помогнале во кризите, дека само 180 и нешто милиони евра сте помогнале, дека сте срам од влада. Тоа треба да ве прашаат. ДЗР ви кажува, лажевте сите колеги пратеници дека 1,4 милиарда. Лажевте бидејќи вас ве лажеа од Илинденска и од Бихачка и од Мала Речица. Ви кажувавме дека не се осеќа ништо во општеството, ви кажувавме 1,4 милиарда. Ако вие ги поделите и ги вложите во држава од 1,8 милиони, и тоа како се чувствуваат 1,4 милиарда. Ама 180 милиони, кога ги поделите, ја добивате жалната и тажна слика на Република Македонија денес. И тоа се темите кои што треба да бидат во ова собрание. Нели ве голицка нешто, бидејќи вие сте борци за правото, за правдата, нема правда, нема мир. Не ви интересирали кој ги прислушуваше јавните обвинители со месеци? Нели ви интересира на јавна расправа да направиме кој ги прислушуваше јавните обвинители со месеци? Не ви интересира. Зошто не ви интересира? Бидејќи тоа не ви го наредил абдицираниот премиер, сегашниот премиер или некој околу нив, или Мала Речица. Тоа не ви интересира. И независно кој е, заеднички овдека да имаме јавна расправа, да ги викнеме надлежните, да влеземе у МВР, ние му гласаме плата на МВР да земе, да влеземе у АНБ, кај треба да влеземе и да видиме што е вистина, да кажеме почитувана јавност, основното јавно обвинителство, комисијата од собранието цивилна влезе и кажа дека тие и тие луѓе така се прислушувани од тој и тој. Независно од кај доаѓа, сте ќе го судиме. Тоа е право собрание. Тоа е право собрание и тоа е собрание кое што им го ветуваме на граѓаните пред да одиме на избори. Ако ќе влеземе овдека, едноставно ништо од тоа не бива и целосната одговорност. Целосната одговорност е ке тој што има 64, бидејќи како што кажав, пак ќе повторам, 64 секогаш е повеќе од 44. Петиот аспект, значи покрај Уставниот суд, обвинителството за организиран криминал и корупција, Академија за јавни обвинители, четврто што е нападнато во оваа држава е Републичкиот судски совет. Републичкиот судски совет имаше извештај на Комисијата за политички систем, почитувани колеги, и ни соопшти дека 2/3 од судовите, значи самиот совет што вие го бирате, вели дека 2/3 од судовите се неажурни. Во тој период рачунав дека општините во кои што живее 98% од вкупното население во Македонија, живее во општини кои што државата и самото судство вели дека имаат неажурни судови. Дали тоа е нормално? Не е нормално. Дали за тоа сме зборувале? Не сме зборувале. Дали за тоа треба да зборуваме? Да, треба да зборуваме. А зошто не зборувате? Затоа што немате дозвола. Немате амино некого за да зборувате. А знаете ли зошто? Затоа што и таму доаѓаме на нивото Татјана Васиќ Бозаджиева. Таму поставите председател на Републичкиот судски совет со ингеренции да менува суди, да казнува суди, да прераспределува суди, а при тоа истата господја никогаш не била судија во животот. Била стручен соработник. Ама блиска до социјалдемократскиот сојуз со педигре. Кој има од тоа ќар, почитувани колеги од СДСМ и ДУИ? Има ќар вашите врхушки, а срамот и зијанот останува на вас, како што ве наместија со францускиот предлог. Да не бидат само они во калта од владата, што го прифатија, мораше да ви го дадат вас во собранието, за и вас да ве избербатат. За утре да не им се замешате во математиките таму, и на Бихачка и на Мала Речица.
а особено на Бикачка, бидејќи тоа прашање нас, етничките македонци, тоа многу повеќе не тангира. Тоа ви направија. Нешто што не му е надлежно за собранието, што нема врска собранието со нешто, ви го доставија да ве снимаат медиуми, камери, да мора да се правдате, да бегате од комши, роднини, пријатели, за да бидете исти како нив на Бикачка. Предавници. Тоа ви направија вашите шефови и треба да си оставите прстот на чело час побрзо и да се запрашате што повеќе вреди. Актуелните раководства во заминување и на ДУИ-на и на СДСМ или државата која што мора да се развива бидејќи вака не оди. Дали е нормално да во едно правосудство 98% од обвиненијата завршуваат со пресуда. А те обвини некој, добиваш пресуда. И проверете на интернет дали во времето на најголемите диктатури на истокот, во 50-тите години, постои судство каде што си крив само што ќе влезеш внатре. 98% осудителни пресуди на обвинителството, бркајки политички поени, затварајки политички противници и надевајки се дека ако оваа екипа од опозицијата ја трнеме, ќе останеме година дена повеќе на власт, но ви дојде нова екипа од опозицијата, која што не може да ја трнете и која што катастрофално ќе ве порази на следните избори, бидејќи со нас не можете ниту да се пазарите, ниту да уценувате. Во оваа држава очекувам некој да го постави прашањето од власта дали е нормално, почитувани пратеници, пред 3 години изјава на главен јавен обвинител во државата за организиран криминал, да каже јас и за 150 кебапчија сум барала затвор и добила затвор од 3 години, 150 кебапчиња, неколку тегли ајвар, 3 години затвор, ефективен, човекот уште ги лежи, ама за 50 милиони евра украдена струја само во Скопје и повеќе од 150 милиони евра годишно украдена струја из цела држава, никој за ништо да не одговара. Дали е тоа нормално? Дали е нормално да министерот за економија, што треба да се грижи за буџетот, треба да се грижи за инвестициите, треба да се грижи за таа електрична енергија и мрежа, да ни кажува дека добро краде, ама тоа е само 10% од украдената струја. И вие како пратеници гледате вести, нели тоа вака ве додирнува? Нели ви врега интелигенција? Нели се чувствувате нелагодно да некој одржава за 150 кебапчиња оди во затвор 3 години, а за 150 милиони евра по Рачиново, по Гршец, по Кондово украдена струја, каде што хациенди по 400 клади се грееле на струја, се копале криптовалути, за тие никој не оди у затвор и нема ни обвинение. И нипа се бара предмет нема отворено која крај од струјата. Вчера ми стигна струја дома, 50% ми е потрошената и 50% ми е за мрежи. Брем да ми пишеа таму за Грчет, за Кондово, за Рачиново, кај све се краде струја, брем да знам зашто ги плаќам тие другите 50%. Нели ви е срам? 150 милиона евра годишно украдена струја. Од кога сте на власт 6 години 900 милиони евра. 900 милиони евра од кога сте вие на власт и украдена струја. Муба не ве лази. И потоа оние по Рачиново, по Кондово што копаат криптовалути, потоа со мерцедеси ви газат луѓе низ скопските улици и со тие пари плюс купуваат влијание во судовите и вие со тоа немате проблем. Немате проблем со тоа. Пратеник, од него зависат законите,
му доаѓа дома струја, вика, си потрошил 1500, 1500 за мрежи, 3000. И претеников знае дека тоа 1500 е да ги покрие овие. Од Лозово, Виница до Грчец, Арачиново и таму кои се најголемите, околу Скопје се најголемите кратци на струја, и да немате со тоа никаков проблем. За тоа 2,5 пати помалоретник и упорно ќе ви паѓа, бидејќи бегате, а бегате бидејќи немате што да кажете. Второ, зошто во месец септември не започнеме расправа во собранието и не ни интересира најавата на Ковачевски од Рек Битола дека струјата од нова година повторно ќе оди нагоре. Тоа нели е тема за разговор? Тоа нели е тема за која што треба да седнеме да разговараме? Дека во Рек Битола парче направи од крадење, поврзани меѓу себе сите се, од Струмица до Битола, се краде на ангро. Имаше една сторија, ја зборував и порано, никој не реагираше на Алсат телевизија, како сите пари од Рек Битола преку различни фирми завршуваат во Струмица. Никој не го интересира тоа, затоа јавна расправа нема, потреба од дискусии нема, затоа што тата им одговара на тие на Бихачка. Нели ви интересира повеќе од тоа дали Тања Васич Бозаджиева ќе биде уставен судија? Нели повеќе ви интересира тоа што во време на пандемија се набавувало во 4 очи и се крадело во сите министерства? И тоа не го вели Љупчо Пренџов, тоа го вели ДКСК и Државен завод за ревизија. Значи, Државна комисија за спречување на корупција и Државен завод за ревизија констатираат дека имаме влада на ратни профитери. Еднаш кога ве обвинив во време на пандемијата дека сте, тоест не вие лично како пратеници, тие што ви гласате, дека се ратни профитери, тука скокнавте тројца. Така ли беше? На Комисија за финансирање и буџет кажа, вие сте ратни профитери. Кав га направивте? Денеска, после година и пол, кога официјалните државни органи констатираат дека се ратни профитери, молчите. Прем некој се извинеше. Да кажеше, да, во право беше, ратни профитери се, вие ќе ги смениме сега. Не. Нема промена. До крај. Така држава не се прави. Нели ви е неубаво и горко на душата, кога ќе седнете дома и ќе видите дека Србија има 3 пати поголем раст на БДП од нас, Косово има 2 пати, Албанија има 2,5 пати, за Грција и за другите држави да не правам убавец. Нели се чувствувате непријатно што ниеден закон не сме донеле за подобрување на бизнис климата, не сме разговарале за тоа? Дека разговараме само за тривиални работи, за француски предлог што не може да помине. Луѓе за уставни измени немате, само за тоа зборувате. Тања Бозаджиева морала да помине. Јовески морало да помине. Што тоа бенефит има граѓаните? Ништо. Зашто не гледате телевизија? Затоа што ништо не правиме за нив. Тоест ништо не правите. И пак ќе повторам, бидејќи 64, секогаш повеќе од 44, а се гласа со мнозинство на гласови. И целата одговорност е кај вас. Нели вие, гледам еден колега од СДСМ, не можејќи веќе да слуша, до сега му беше главата надоле, сега излезе. Нели ви е срам, бре, да гледате на телевизија како Габриел Бајрам копа во ГТЦ и прави пари? За тие 2-3 гласа во Шутео Ризер или молчите? Нели ви е срам? Како се чувствувате кога гледате тоа на телевизија? Габриел Бајрам прави милиони на грбот на дуќанџиите што пола затворија во ГТЦ, бидејќи едно време го гушкавте да не се
реновира, сега го оставивте така да тоне на завод на времето, 2 приватни направија, и луѓето пропаднаа. Наши државјани, наши плакачи на данок, ги оставихте така. И не ли ви е срам од кај ми ја намаливте вредноста на дуќаните, од кај луѓето немаат пари, и не ли ви е срам на Габриел Бајрам да му плаќаат струјата за вода да се зафркава со поршиња, со се му да му подарува за роден ден. Габриел Бајрам. На Габриел Бајрам ништо не му можете у државата, држава ќе водите, бре. За што? За 2000 гласа во Шуто Ризари. Па бруки сте, бре. И срам сте за општеството и за државата. 4 пати поднесуваме закони по итна постапка. Да се намали акцизата за ДДВ, за горивата и за намирниците за човечка исхрана. 4 пати не сакате ниту на дневен ред да се стави на пленарна седница. Као по диктат на копче, кое сте против да се намали дел од акцизите. Нас не ви интересира тоа што превозници пропаѓаат. Луѓе тешко живеат. 35%, бидејќи ние стално зборуваме 16-17% е качена инфлацијата во државата. Ама 40% е на храна на мирници без алкохолни пијалоци. Значи реалната инфлација е 40%. Плюс уште за 100% а качивте струјата. Парното го качивте. И тоа што може да се откажете, не се откажувате. Зошто? Бидејќи сте банкрот блуз бенд држава, зборите за Тања Бозаджиева да биде уставен судија, да утре нешто ви се најде, а за ова друго веќе ви е како заборавено. Толку изгубивме, дојдовме на власт, исто како 2002-2006, имаше големи очекувања, ништо не направивме, остана само 15 септември, само по тоа не памета, по друго ништо не направивме, вој мандат е бетер, дам бетер, и тогаш премиерот не издржа, стана председател на држава, овој не издржа, абдицираше во Струмица, и вие сте помирени со тоа што следи, со тоа што ви е судбина, и сега го казнувате македонскиот народ. Кога мислам на македонскиот, мислам на сите граѓани кои што живееме во Република Македонија, ги казнувате заради вашите неуспеси кои што ги имавте. Покрај тоа што сиромашно општество раѓа разни девијации, раѓа ново насилство. Никој во државата, ниту и во Собраниево, не разговара за тоа што се случува по скопските улици. Пред некој ден имате пукање во Чаир, се пукаат како во Тексас, и исто така, паралелно со тоа пукање, имате пукање како е што Океј Корала, на автопатот према Штип. Во еден ден се пукаат Източна Македонија, Скопје. Никој не реагира, никој не го интересира, ниту ви интересира за безбедноста на граѓаните, ниту за ништо. Република Македонија, почитувани кои што следите, пратеници, моментално е она што вие го зборувавте како флоскула 2014, 15, 16, 13, денес е де факто киднапирана држава. Ние сме почитувани пратеници држава која што ја киднапираа луѓе кои што никогаш не биле на избори, како премиерот, вице-премиерот за евроинтеграции, министерот за надворешни работи, клучните луѓе во периодов, никогаш не биле на избори, ја киднапираа државата, не ви интересира народот што за тоа мисли, не ви интересира дали сака овакви политики или не, вие терате додека се може, а потоа претпоставувам ќе биде како даде Господ, ама не е работата до Господ, она што си го дробите во моментов, утре ќе си го сркате, и ниту Тања Васич Бозаджиева, ниту Јовески ќе може да ви помогне. Околу судството има многу да се зборува. Имате 636 судски места, ви се попомоди само 493. Ако некој не е ваш, не може да работи. Имаме 34 судови во Република Македонија.
По број на судови сме први у свет, највеќе судови има во државата, а по количество на правда сме последни, бидејќи има најмалку правда во Република Македонија. Министерството за правда нема направено анализа за бројот на потребни судии, бидејќи има некои судови кои што немаат предмети, други судови имаат премногу предмети и немаме ниту избалансираност, ниту ништо. На 1.300.000 жители Естонија има 9 судови и 242 судии, а Македонија има 34 судови и 540 судии. Каде е Естонија, каде сме ние? Знаете зашто е така? Од ваквите, како Бозаджиева. Луѓето со 3 пати помалку судови имаат 300 пати повеќе правда во Естонија, него ли ние со 3 пати повеќе судии, правда никако да дојде. Јас овој предлог ќе го поддржам, бидејќи сметам дека за разлика од Бозаджиева е многу подобар. Ми е жал тоа што, иако никого лично не познавам, нипа сум го видел вака, ми е жал тоа што господин Витларов денес како не го изгласавте. Ми е жал и тоа што молчите, не земате реплики, бегате од салава, ќутите. Не можеме да ви убедиме, бидејќи немате аргументи, молчите, бидејќи кога ги видите на Татјана Васич Бозаджиева сивито и на Витларов е земја и небо и немате што да кажете. Морате да му ги исполните хировите на абдицираниот, бидејќи уште ви ја контролира партијата. Мислам дека, така и ќе завршам, ако може за посебно внимание, за по трет пат да ви повторам, дајте да го смениме законот, дајте да ги гласаме судиите со 2/3 мнозинство. Власта опива во Македонија. Вие сте последниот пример на опиена власт. Опива власта. Не знаете кај терате. Дајте да направиме систем во кој што системот ќе ги кочи оние од Илинденска да не мислат дека се богови во државата. Дајте да направиме систем, ако не ќеме да се видиме власт и опозиција, системот да не сближува така и во Европа, така и во Америка. Утре вие ќе бидете опозиција. Не би сакал овакво нешто да се повторува никогаш, а секогаш ќе бидам против ова. Дајте да ги бираме најдобрите, додиме по систем на заслуги, а не по систем на умилкување ки претседателите на партиите и премиерите, бидејќи како сме тргнале овака, не ми се свиѓа каде ќе завршиме. Вчера имавме роден ден од независноста на државата, да се запрашаме сите, а особено генерациите што сте по 20 години повозрастни од мене, што оставаме тука и што ќе им оставиме на оние кои што се 20 години уште помлади. Мислам дека не сме на висина на задачата и мислам дека секој од Илинденска што ќе последи таму некое време, почнува да праќа такви закони да мисли дека секогаш ќе биде на власт. Никој не е секогаш на власт, а законите ќе си останат и утре оние пратеници кои што ќе бидат овдека ќе знаат дека за разлика од ние кога сме биле, ние сме оставиле систем при кој што навистина може да има демократија и систем дека ќе се разговара за аргументи, ќе се дебатира овдека за квалитети на судии, а нема да биде како сега, ние ќе зборуваме по еден час, а вие ќе молчите со главите надоле. Благодарам.